Бугарската политика кон Македонија да докаже дека има големо малцинство доживеа комплетен пораз со тоа што и на овие избори, како и на претходните, за гласање во Македонија се пријавиле едва 100 луѓе. Тоа е доказ дека безмалку 98% од бугарските пасоши кај нас се македонци, кои ги поседуваат само за да можат да работат во Европската унија. Аналитичарите сметаат дека Бугарија треба да си даде одговор како после вложување толку многу пари, време и средства, само 100 луѓе се пријавиле да гласаат. Знаеме дека во изминативе 2-3 години од кога официјална Софија го употреби инструментот вето, гледаме каква беше политиката на Бугарија, па дури и државната, националната, за вложување на отварање на бугарски клубови, финансирање нивно, една засилена агенда на бугарите. Од друга страна, сето тоа резултира со тотално ниска заинтересираност и излезност на македонските бугари. Инаку за гласање на парламентарните избори во Бугарија од Македонија се пријавиле само 169 бугарски државјани кои живеат кај нас. Во Битола, каде што е сега веќе укинатото здружение Ванчо Михајлов, за гласање се пријавиле само 9 мина, а додека пак во Охрид, каде што е отворен контроверзниот клуб Цар Борис III, нема воопшто пријавени. Атанасовски смета дека политиките на Бугарија доживеале пораз, а инвестираните пари за бугаризација на Македонија им пропаднале во вода. Ако сметаат дека на тој начин ќе представат некое големо бугарско малцинство кај нас или дека тоа ќе направи еден вид на ребугаризација на Македонија, се случи тотален контраефект. Гледаме дека излезноста, пријавеноста на македонските граѓани со бугарски пасош да гласаат е многу мала и на последниот попис исто се покаже дека според пописните резултати има 3504 бугари, што е апсолутно мала бројка согласно издадените бугарски пасоши и дефинитивно мислам дека Софија доживее еден вид на пораз на својата политика. Досега ова е најмала бројка на гласачи од Македонија во споредба со претходните два изборни циклуси во Бугарија. На изборите во јули 2021 гласаа 413 луѓе, а во април 2021 510. И во двата наврати најмногу гласови освои партијата ВМРО БНД на Красимир Каракачанов.